Благодарам, председателе. Почитувана македонска јавност, почитувана председателке на Државната комисија за спречување на корупција, господја Татјана Димитровска, почитувани медиуми и колеги. Го разгледуваме годишниот извештај на Државната комисија за спречување на корупција за 2023 година и ќе се држам стриктно до она што е наведено во извештајот. Содржаен е извештајот како и секоја година и во изминативе години на Државната комисија за спречување на корупција, но она што денес посебно ме прави горда е фактот што имаме конструктивна дебата, од која што произлегува бројни предлози, двонасочни и од ваша страна кон нас како пратеници, исто така и од пратениците за подобрување на работата на Државната комисија за спречување на корупција. Се надевам дека овие предлози кои што ги дебатираме овдека веќе во наредниот извештај за 2024, ако не е тој 2025 година, веќе ќе бидат имплементирани и ќе се спроведуваат во пракса. Она што како забелешка го истакнаа моите претходни говорници, не би сакала да се повторувам, секако дека се согласуваме со сите идеи, но она што не беше спомнато досега е премалите санкции за непостапувачите, за оние избрани и именувани лица кои не постапуваат, односно не го пријавуваат својот имот. Како што можев да заклучам од извештајот, санкцијата е некаде околу 300 евра, што според мене е воопшто незначително за оној кој што сака да го сокрие имотот, бидејќи факт е дека подобро да си плати 300 евра, отколку да го прикаже имотот. Имајќи предвид дека станува збор за 2023 година, да извештај од 2023 година, време во кое што државата ја водеше една власт која што на општа среќа на сите нас е веќе минато, овој извештај убедена сум дека ќе биде солиден показател за тоа дека актуелната власт мора да биде се она што власта пред неа не беше, посебно кога станува збор за борбата против корупцијата и за судирот на интереси. Убедена сум дека ќе биде така. Интегритетот, отчетноста, транспарентноста пред јавноста се трите темели на кои се гради борбата против корупцијата. Факт е дека Државната комисија за спречување на корупција мора да биде гласноговорник за обелоденување на корупцијата и судирот на интереси на сите нивоа, но и иницијатор за законито постапување и владење на правото. Колку е тоа така, ќе видиме од денешниот извештај или поточно од извештајот ќе видиме колку била искрена намерата на власта за борбата против корупцијата, што всушност се очитува во овој извештај, по-конкретно од фактот дали и колку владата и институциите постапувале по препораките од Државната комисија за спречување на корупција и укажувањата како од релевантните институции и релевантните извештаи. Дека е факт дека сме имале привидна борба против корупцијата, гледаме од најрелевантниот дел од извештајов, кој сведочи за посветеноста или поточно непосветеноста на власта во борбата против корупцијата, а тоа е делот 4, кој што е насловен како оценка на состојбата со корупција и борбата против корупцијата во државата. Ќе се трудам да ја тргнам настрана политиката и да се фокусирам на извештаите, евалуациите и истражувањата од меѓународните и домашните организации, тела и комисии, бидејќи тие се најрелевантни документи за оцена на состојбата со корупцијата во Република Македонија. На прво место ќе го спомнам извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2023 година, каде најчеста е квалификацијата дека земјата се наоѓа помеѓу одредено и умерено ниво на усогласеност да ги примени правото на ЕУ
и европските стандарди. За жал, овде се највидливи декларативните заложби не само за борба против корупцијата, туку и за напредокот на патот кон Европската Унија. Како најранливи области се лоцирани политичките критериуми, реформата на јавната администрација, правосудниот систем, превенцијата и борбата против корупцијата. Одиме со ред. Ранлива област 1, политички критериуми за кои се вели: не е постигнат напредок во однос на постапувањето по и спроведувањето на преостанатите препораки од Канцеларијата на ОПСЕ за демократски институции и човекови права и од Венецијанската комисија. Изборното законодавство треба сеопфатно да се прегледа за да се надминат недоследностите на навремен, инклузивен и транспарентен начин. Ранлива област 2, реформа на јавната администрација, каде се вели: и покрај тоа што процесот е започнат пред 5 години, земјата се уште не ја донела ревидираната законска рамка за управување со човечки ресурси, која ги вклучува ревидираниот закон за административни службеници, законот за вработени во јавниот сектор и новите законски одредби за висока раководна служба. Ранлива област 3, правосуден систем, за кој се вели: не е постигнат напредок во однос на судството. Судскиот совет треба да се заложи за заштита на интегритетот и независноста на судиите и на институциите и треба да се спротивстави на секое надворешно влијание. Доцни донесувањето на новата стратегија за реформа во правосудството, а напредокот во спроведувањето на стратегиите за човечки ресурси за судството и за обвинителството е ограничен. Ранлива област 4, превенција и борба против корупцијата, каде се вели: подготвеноста на земјата е помеѓу одредено и умерено ниво. Не е постигнат никаков напредок. Корупцијата останува распространета во многу области и представува предмет на загриженост. Само од овие 4 наоди или констатирани недостатоци да се тргне, сметам дека ќе имаме добри резултати. Меѓутоа, за жал, во Македонија претходната власт требаше како пупка да го расцути судството, но наместо судството ја расцути корупцијата. Што се однесува до Државната комисија за спречување на корупција, наведено е дека беше проактивна при обезбедувањето политички насоки за јавните институции за спречување на корупцијата, сте отвориле неколку случаи, но треба да се следат нејзините препораки. Треба да продолжат напорите за подобрување на функционирањето на комисијата, особено со доделување дополнителни средства за вработување на специјализиран кадар. Јас сум сигурна дека новата влада итно и неодложно ќе се посвети на овие забелешки. Понатаму, извештајот за евалуација од 5-тиот круг на ГРЕКО, кој се однесува на спречување на корупцијата и промоција на интегритетот кај централната власт, лицата на кои им беа доверени највисоките државни и извршни функции и органите за спроведување на законот, заклучува дека Македонија е во недоволна усогласеност со препораките содржани во извештајот од 5-тиот круг на евалуација. Според ГРЕКО, целокупната сила на антикорупцијската рамка е дискутабилна, бидејќи спроведувањето на различни политики и закони е слабо и селективно во пракса. Одиме понатаму. Извештајот на Transparency International за индексот на перцепција за корупцијата за 2023 година забележува незначителен напредок во борбата против корупцијата во Македонија. Според објавената листа, која што го оценува напредокот на земјата во борбата против корупцијата, Македонија е на 76-то место.
Бавното спроведување или неспроведување на одредени препораки дадени во извештаите што ги спомнав на Европската комисија, ГРЕКО и Државната комисија за спречување на корупција секако дека влијаат врз создавање на негативната перцепција за борбата со корупцијата и создаваат состојби на кои јавноста најмногу реагира, за жал реагираат најмладите со тоа што ја напуштаат државата, бидејќи барем до сега не гледаа надеж, да се надеваме дека состојбите ќе се сменат. Сето ова укажува дека состојбата со корупцијата е сериозна и дека се неопходни натамошни чекори за зајакнување на материјално-техничките и човечките капацитети на надлежните институции, нивна независност и проактивност во постапувањето, а пред се, како што веќе се согласивме сите, искрена политичка волја за подобрување на состојбите. До сега, пак ќе кажам, имавме само декларативна волја и заложба од која бенефит немаше апсолутно никој. Понатаму, делот од извештајов насловен како планирани и реализирани расходи на Државната комисија за спречување на корупција само ја потврдува тезата, досегашната теза со која што се фалеше власта дека растеле платите, меѓутоа овде се потврдува тезата дека растот на платите е сосема незначителен кога ќе се земат во предвид порастот на трошоците. Па така, забележливо е зголемување на потрошените средства за патни и дневни расходи, за исплата на патни трошоци секако поради зголемување на цената на горивата, за комунални услуги и тековно одржување поради зголемување на цената на електричната енергија. Не можеме да ви забележиме тука, затоа што тоа се навистина оправдани трошоци. Реализацијата на планираните активности од Националната стратегија 2021-2023 година, кои требаше да бидат реализирани во 2023 година, но и активностите кои во 2022 не беа реализирани или биле започнати, а пренесени за реализација во 2023 година, за жал е многу мал и изнесува незначителни 13%. Ова укажува на недоволната посветеност на институциите за навремено извршување на планираните активности. 2023, идентично како 2022 година, не донела значителни промени во законската регулатива и не ја намалила злоупотребата на законските решенија поради, како што се вели во извештајот, непрецизни или нејасни одредби, така што влијанијата по партиски, роднински, пријателски релации и понатаму останале доминантни во сферата на вработувањата во јавниот сектор. И понатаму останала присутна злоупотребата на функции и дискрециони овластувања при издавање разни дозволи, одобренија, договори, создавање услови за фаворизирање на компании и така натаму. Во извештајов се вели и дека непостапувањето на инспекцијските служби и нивниот клиентелизам, концентрите на политичка моќ и бизнис елити не им оставило простор на граѓаните дури ни пред судовите да си ги одбранат своите со устав за гарантирани права за еднакви можности при вработување, право на заштита на сопственост, право на чиста животна средина. Пријавите од областа на корупцијата, кои Државната комисија ги добила во 2023 година, во најголем дел се однесуваат на овие појави, исто како и пријави за постапување на судии и јавни обвинители. Сум кажала многу пати, ќе спомнам и денес, дека човечките ресурси се највредниот капитал на секоја институција, посебно за ваква институција каква што е Државната комисија за спречување на корупција, ама од сите непотребни вработувања што се случуваа изминативе години, овде каде што се најпотребни вработувања, за жал недостасуваат во континуитет, па така во ДКСК недостигаат 4 раководни административни службеници, 11 стручно-административни службеници, 2 помошно-стручни административни службеници или, како што кажавте, од 64 планирани, има 47 вработувања или се уште недостасуваат 17 вработувања. Во извештајот се вели, цитирам, по завршување на постапката, крајот на јануари, се очекува
очекува бројот на вработени во секретаријатот на Државната комисија да биде 52 пополнети работни места, што би представувало 81% пополнетост, па ме интересира дали ова очекување се исполнило со оглед на фактот дека јануари 2024 година е поминат веќе повеќе од половина година. Човечките ресурси се една од основните цели за институционално јакнење, а зајакнувањето на капацитетите на Државната комисија за спречување на корупција се од исклучително значење за целокупното функционирање на институцијата. Загрижува податокот за реализирани активности кои произлегуваат од вашите законски надлежности, именно идентично како и изминатите години, така и во 2023 година, податоците говорат за премал процент на реализација на планираните мерки и активности од Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси, па така во 2023 година од вкупно 166 не се реализирани дури 89 активности. Причина за ваквите состојби е недоволната посветеност на институциите за навремено извршување на доделените активности, како и досегашната неефикасност на собранието во носењето на законите, од причина што голем број на закони кои согласно активностите требаше да се изменат, но остана во собраниска процедура, секако приоритет им се даваше на оние закони кои што се закитени со европско знаменце. Корупцијата може да почека, така кажуваше минатата власт и затоа ја снема. Според податоците од извештајов, најголем број на пријави со сомневања за незаконитости во постапките се однесуваат на вработувањата, идентично како и во претходните години на владење на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, вработувањето представуваше најгорливото прашање на граѓаните, каде дискреционите овластувања на одговорните лица за одлучување и избор на кандидати преовладуваше над утврдениот систем на вреднување на образование, искуство, компетентност. Злоупотребата на балансерот од страна на кандидатите при вработувањата, незаконитости во постапките за унапредување во повисоки научно-наставни звања од страна на факултетите, сомневање за подготвени тендерски документации, тендерски спецификации кои фаворизира одделни компании и така натаму. За жал, ДКСК нема механизми за преземање мерки за запирање на овие појави, казнување на одговорни лица или покренување на постапки пред надлежните судови, пред се, како што кажавте председателке, поради системските слабости во материјалните закони, како и поради неказливост на појавите, и ова е нешто што заеднички можеме да го исправиме, барем кога станува збор за законите како представници на граѓаните во овој законодавен дом. Па, за жал, си читавме за злоупотреба на службена положба и овластување со именување на блиски лица, партиски лица и така натаму, без да се води грижа на стручните и професионалните компетенции, за неисполнети обврски за избрани и именувани лица, за непочитување на антикорупцијската проверка на легислативата од страна на надлежните министерства, за неисполнети обврски од институциите за доставување полугодишни извештаи за внатрешно пријавување, за се уште неимплементиран закон за лобирање донесен уште во 2021 година и така натаму. Од 1324 институции, само 207 институции назначиле овластено лице, што говори дека институциите до овој момент воопшто не биле посветени на исполнување на своите обврски, согласно Законот за заштита на укажувачите. Во овој извештај на 22 страни се наведени сите неправилности за кои нема ефект од постапувањето, од препораката или укажувањето, и како што кажа мојата претходна соговорничка, дека табелите се за жал празни. И сега замислете, имаме стекнување на противправна имотна корист на службеник кој бил отсутен од работа повеќе од 3 месеци, а при тоа земал редовна плата. Одговор нема.
исплата на дупла плата на вработени и фалсификување службена документација во некоја агенција, бидејќи е цензурирано, одговор нема. Сомневање за измама и перење други приноси од казниво дело со цел обезвреднување на имот во сопственост на Македонија и превземање на неговата сопственост од страна на друго правно лице, несовесно работење и злоупотреба на службената положба и овластувања од страна на нотари, извршители, проценители и на службени лица, со што е сторена штета на буџетот на Република Македонија и нејзиниот имот, одговор нема. Доделување договори за јавни набавки преку фаворизирање на економски оператори во некоја управа и овозможување неовластено откривање и можна злоупотреба на личните податоци на граѓаните на Република Македонија, одговор нема. Злоупотреба на службена положба и овластување од страна на повеќе лица од неколку институции во постапка за формирање и доделување државно земјиште, за формирање и започнување со работа на Тирстетово, како и од врховни суди и од Врховен суд за водење на судска постапка, со што е направена штета на буџетот на Македонија во износ од 2.300.000 евра, одговор нема. Утврдени злоупотреби од страна на службени лица при доделување на ваучери за спортски клубови во Македонија на начин што ранг листи за доделување на така наречен ваучер за финансирање биле изготвени без да се земат предвид сите квантитативни и квалитативни критериуми уредени во законската регулатива и овозможиле нивни блиски спортски субјекти да се стекнат со ваучер за финансирање, одговор нема, одговорност нема. Укажување до заменик председателот на владата подоставени докази за користење на службени простории за одржување на состаноци за партиски цели од страна на некое министерство, ефект опомена. Користење на службени возила за партиски активности од страна на министри во изборниот период, ефект, ова ми е најинтересно, владата, односно заменик на председателот на владата, на министрите им укажал дека е потребно да го поправат однесувањето. Чудо сторил, не ги разрешил во истиот момент, туку им укажал да се поправат во однесувањето, па ученици да се ќе ги избркаат од училиште. Таква беше борбата против корупцијата во режија на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Затоа, крајниот заклучок од извештајов е дека владата што замина и институциите што беа под нејзина капа не ги почитувале, туку ги игнорирале одлуките и препораките од Државната комисија за спречување на корупција. Среќа што сето ова е минато и што имаме нова влада на која и предстои многу работа на ова поле, но убедена сум дека кога се има волја ќе се најде и начин. Благодарам. Благодарам, колешке Петковска. Збор се пријави председателката на ДКСК. Повелете.